Почитувани гледачи, го продолжуваме и овој дел од неделниот микс и ќе зборуваме за една многу интересна книга со една врна авторка, но не е само авторка, мојата гостинка, освен што е писателка, таа е поетеса, есеистка, уредничка во Арс Ламина публикации и критичарка. Незините дела се преведени на повеќе јазици. Исто така, таа е застапена во 15-тина антологии на современиот македонски расказ, објавени во Македонија и во странство. И ја поканивме да поразговараме за незиниот нов роман, Три Мари, кој е фантастичен и буквално се чита во еден здив. Оливера Кјорверзиоска, добре ни дојдовте. Благодарам, добре најдов. Како сте? Благодарам, добро. Многу ми е драго што ја прифативте поканата и што сте дел од неделниот микс по еден одличен и преубав повод, а тоа е вашиот нов роман Три Мари, пред се честитки. Благодарам. Благодарам. Еве, ние баш гледаме и фотографии од промоцијата, па еве пред да почнеме за самиот роман да зборуваме, кажете ни како вие си поминавте на самата промоција, односно колку сте задоволни од тоа како измина целиот настан? Сосем задоволна, да, сега помина една недела и повеќе од настанот, значи впечатоците се наместија како што треба. Задоволна сум, благодарна сум на промоторката, на актерките кои што чита, би сакала да ги спомнам, значи Илина Јакимовска беше промоторка на романот, а Катерина Коцевска, Билјана Драгичевиќ Пројковска и Симона Димковска, нашите актерки, чита извадоци од романот, но најблагодарна сум без друго на сите што дојдоа на промоцијата. Беше убав свечен настан со многу гости. Така, преубаво. Еве, и Тони Димков, на нашиот колега, да, е исто така на една од гости. фотографиите и многу присутни, како што спомнавте и вие. Романот Три Мари всушност е, еве да започнеме со тоа, е всушност омаш на големиот Славко Јаневски, односно тоа не е класична посвета, туку вие поетички се надоврзувате на насловот од неговата книга Две Мари од 56-та година и тоа е направено преку асоциации, исто така споменување и на тој начин се чествува големиот македонски автор и основоположник на првиот македонски роман. Па кажете ни, ете, зошто и на кој начин всушност вие го направивте омажот кон Јаневски? Јас паѓам во оној тип автори кои што сметаат дека не е возможно да се почне одново во ниедна национална книжевност, од оние автори кои што сметаат дека она што ние го правиме сега, секогаш е некаков продолжеток или стои на нешто што било пред нас. Тој континуитет ми е многу важен, така што во таа моја глобална поетичка ориентација ми дојде природно да се надоврзам на претходниците, во конкретниот случај на делото на големиот Славко Јаневски. Ова не е омаш, како што рековте, во класична смисла, всушност е омаш, ама не е ремейк. Многу ми насметаат дека Три Мари, мојот роман, е некаков ремейк на познатиот роман Две Мари на Славко Јаневски. Не. Значи не станува збор за содржинско парирање на претходниот роман, туку за чествување во буквална смисла на зборот, бидејќи првична асоциација кога ќе го слушнете насловот на, кога ќе се слушне насловот на мојот роман, без друго асоциацијата е на Две Мари на Славко Јаневски. Тоа ми беше малку, да биде само Три Мари во чест на Две Мари на Славко Јаневски, затоа еден од главните машки ликови внатре се вика Славко и тоа ми беше малку, па сакав целиот концепт да го заокружам и со корицата, бидејќи Славко Јаневски беше и сликар. Детаљот со главите, кој што е во лак изведен на корицата, е всушност детаљ од неговата позната слика Бош, а понатаму е дизајнерски вообличено од Марко Трпески. Така што целото пакетче, да кажам, целото издание Три Мари е така едно чествување на Славко Јаневски. Многу интересно, бидејќи навистината преку сите тие асоциации се добива впечаток дека и тој е тука присутен, нели во самиот роман и како се чувствува, да кажам, неговиот дух во самиот роман. Би сакала да е така. Да, апсолутно. Ете, како читател тоа некако го почувствував. Романот Три Мари буквално се чита во еден здив. Маестрална е вашата моќ на раскажување на сите три приказни за трите Мари, нели како одвоени делови. И тие сепак одлучуваат секоја од нив да започне еден нов живот. Првите две
ќе видат и гледачите како сето тоа изгледа, меѓутоа во првите две можеби немаат веќе понатака избор, но последната можеби ќе направи некоја промена. Во секој случај тие се трудат да направат сите три промена. Сега да нели се им откриваме на гледачите, во секој случај станува збор за роман за љубовта. И зошто токму се одлучивте да пишувате роман за љубовта? Љубовта е константа во нашите и во животите на нашите предци, се надевам и во идните генерации. Во контекстот во кој што ние сите живееме сега, ми се чини како да ја ставивме љубовта воопшто на некој спореден колосек, а тоа е есенцијата на нашите постоења, па сакав да напишам не толку љубовен, колку роман за љубовта, да се вратиме кон она што суштински е важно. Идејата ми беше да ја представам љубовта како нешто големо, важно и ненадоместливо, да ја прикажам од три различни страни. И по возраст Мариите се различни, меѓутоа и по формата всушност на раскажувањето, бидејќи едната Марија ја раскажувам во трето лице, значи зборувам за љубовта однадвор, гледано однадвор, сезнајно. Втората Марија ја раскажа во прво лице, во јас раскажување, тоа го доживеав авторски како пишување за љубовта однатре. И третата Марија, која што ја напиша во една форма многу тешка за пишување, апострофно или во ти форма, љубовта како видена како нешто што му се случува на некој близок, каде што сме блиски сведоци. Со тоа сметав, со таа различна фактура на раскажување, дека од три различни страни ја осветлив љубовта. Од различни жени, во иста ситуација, меѓутоа видена од различна далечина. Да, последниот начин на раскажување не е многу чест. Ми се чини во однос на други книги. Не сум го сретнала често. Пишувањето во второ лице еднина не е толку често во уметничката литература, но без друго го има. Значи, ние имаме во историјата на светската книжевност, имаме романи напишани или делови од нив напишани во второ лице, но во домашниот контекст поретко се среќаваат и навистина е тешко за работа. Обично таа апострофност е типична за поезијата и дава една чудна блискост. Еве се обидов во проза да го направам тоа, да, по трет пат повторувам дека беше тешко, меѓутоа беше и уживање. Да, и како читател сосем необично. Необично како да се обраќам директно на ликот од позиција можеби и на читател, не само на автор. Така. И сега, ето, можеби за оние гледачи кои што не имаат се уште прочитано книгата, ќе им направиме малку некако некој ајде на англиски нема да кажам спойлери, меѓутоа нели нешто ќе навестиме од прилика за што како станува збор, а веќе гледачите кои што ја прочитале ќе знаат за што зборуваме, но секако би сакала малку и подетално да позборуваме за трите делови, па така еве во првиот дел од книгата првата Марија Прибирлиева се одлучува на една забранета љубов, односно да биде љубовница, и вие зборувате за тие забранети љубови, но и за разни семејни релации. Мислите ли дека е поважно да се слуша срцето или разумот, и дали воопшто може да се направи дистинкција во животните одлуки? Книжевноста не суди, само пласира нешто, така што мојот однос кон тие прашања е ирелевантен кога станува збор за уметнички текст. Она што за мене беше важно во романот е што сите три Марии дека се обидуваат да почнат одново. Кога сакате да направите, кога се сака да се направи рез за драстична промена, тоа ги повлекува и луѓето околу нас, тоа не се само индивидуални одлуки, и сакав таа одлука да се престане со нешто и да се почне нешто друго, да ја осветлам од различни аспекти, без никаква морална осуда на ниедна жена, на ничи избор. Марија Прибирлиева, како што рековте, е највозрасна. Таа целиот свој живот го има посветено на еден човек во забранета љубов, таа е љубовница на зафатен маж. Втората Марија Зара, е средовечна жена која што се влюбува во зборовите и во четувањето, што е нешто многу често, мислам, во нашиот начин на живење, во наше време. А третата Марија е работена според образецот на еден познат филм
диви приказни, Демијан Шифрон, аргентинскиот автор, кој што беше многу популарен пред 10 години, еден омнибус, каде што третиот дел беше некако чувствував дека можам да го искористам во наводници во романот, со тоа да го поврзам со филмот, со темите што и други автори, еве режисер конкретно и сценарист, кои се занимавале со слично нешто. Така што третата Марија е Марија што ја обликува врз основа на филмот. Сите донесуваат иста одлука, а сите се различни. И сите доаѓаат во различна ситуација. Првите две, како што рековте, се, да речеме, трагични обиди, неуспешни. Јас не сум од авторите што и од гледачите кои што не сакаат спойлери, но ќе ги почитувам тие што не сакаат спойлери, нема да кажеме ништо повеќе. Значи, првите две Марии не успева, а третата може би успева. Да. Направив малку по-оптимистична крај оптимистичен. Така, да. И буквално ете сите три дела се на теми кои што се актуелни. Тоа генерално вашата книга на раскажување како во денешно Скопје. Нели, не е минато времето како во сегашноста да се случува, нели? Да, ова е роман за Скопје всушност. Да. Односно роман што се случува исцело во Скопје. И во денешно време, нели? Во денешно време и направена една мапа, реална мапа на градот, речи си реална. Значи се случува станот што се издава е тоа што ги обединува трите Марии. Три Марии, има три дела, нели три Марии самостојни приказни, меѓутоа она што ги обединува романескно, тоа е фактот бидејќи сите три сакаат да изнајмат еден ист стан што се наоѓа во Капиштец, на улица што реално постои Народен фронт, меѓутоа бројот не е реален. Да. Во романот е 28, во Капиштец нема парни броеви, но тоа беше така една книжевна интрига. Станот е нешто што ги обединува Мариите и без тој стан, всушност тоа би биле самостојни раскази. Так. Сметав дека тоа е врзувачкото ткиво. Не само Народен фронт, и Водњанска, и државна болница, и Дебар Мало, и дуќанчето Еми во Буњаковец се присутни. Да. Значи едно наше Скопје од наше време, од и Мариите во романот се наши сограѓанки. Така е. Исто така во Три Марии се осврнувате и на семејните релации и во една прилика изјавивте дека несреќата и траумата се наследуваат во семејствата и низ генерациите. Па, Оливера, возможно е ли ослободување од тоа што е оставено од нашите предци и кога станува збор за семејството, но и генерално кога станува збор за самото општество во кое живееме? Да, допревте еден сегмент што ми беше исклучително важен додека го пишував романот, значи занимавајќи се со љубовта, ние повлекуваме многу нишки. Не е тоа само личната. Сегам да кажам во контекстот за подобро да ви одговорам, дека првиот дел е најдолг, вториот е покус и третиот е најкус, тоа намерно е направено и е спроведено буквално на сите нивоа, дури на текстот за романот на задната корица. Првиот параграф е најдолг, вториот е покус, третиот е најкус. Во првиот дел, во најдолгиот дел, се занимавам со траумата и наследувањето на траумата и на изборите на нашите предци за неможноста да избегнеме од тоа. Звучи можеби малку фаталистички, кармички, меѓутоа длабоко верувам дека траумата и колективната и семејната се наследува. Како ќе се справиме со тоа, веројатно постојат различни можности, но повторливоста како да ни е зададена. Марија Пребирлиева е љубовница цел живот на зафатен човек и тоа е една траума во тоа семејство, бидејќи незиниот татко има љубовница, иако тој не го растура својот брак, меѓутоа постои и негова љубовница, со која што Марија се идентификува или не, така што и самата што е љубовница можеби е некаква трага од престапот на незиниот татко. Нашите престапи не се никогаш само наши. За престап треба многу повеќе отколку индивидуална страст или индивидуална одлука. Со тоа се занимавам во првиот дел, таму има и етнолошки и такви фолклористички елементи, бидејќи сакав од североисточниот крај од Македонија, од каде што потекнувам, јас сум Кумановка, има некои рурални обичаи со китење на младоженец. Тоа ми беше битно да го вклопам во манирот на таа Марија Пребирлиева, која што е старица во времето кога се случува во романот. Има и некои свадбени обичаи од Велешкиот крај, закупување мртовец со кукла. Сакав таа димензија да ја има, но во првиот дел само, во другите делови не се занимавам со такво нешто. Како што кажа, во вториот дел е само со четувањето.
Една жена која што е во брак се заљубува во зборовите на некој човек што не го гледа. И тоа трае со години, тоа е тоа некако трае изненадувачки. со Воопшто не се години. ни сретнале после првата средба, а таа е буквално обседната со тоа. Обседната тоа е една нова форма на љубов каква што верувам дека во минатите времиња, можеби само пред 10 или 20 години, воопшто не можела да се свати како изгледа. Тоа е една интензивна љубовна врска на двајца луѓе кои што воопшто не се гледаат. Она што беше индикативно и водечко за мене кога го пишува вториот дел, една реченица што постојано ми одзвонуваше во главата, што ја стави во устата на Марија Зара. Таа вели: "Јас не сум љубоморна со кого спие Марио, незиниот љубен, јас сум љубоморна со кого зборува." Таа е всушност влюбена во разговорот, во споделувањето на ситните мали вербални нешта кои што за жал ги нема со својот сопруг. Да. Бидејќи со својот сопруг има друг тип секојдневие. Понекогаш можеме да се влюбиме и во отсуство, и во збор, но главно во она што го немаме. Апсолутно е така, а колку се всушност важни зборовите. Ете, спомнавме дека таа доволно не комуницира со незиниот сопруг на тој начин, каде што ете таа можеби повеќе може да се искаже со Марио отколку со незиниот сопруг. И тоа е фасцинантно колку можеби во денешно време се помалку разговараме едни со други. Генерално во секојдневието, па можеби со неблиските. Сметате ли дека дигиталното време е виновно за тоа? Па, веројатно виновно или па и да не е виновно, сепак придонело тоа да се случи. Вот имаме една неубава практика сите во времето во кое што живееме, во ваквиот развој на технологијата, да стануваме поблиски не со тие со кои што сме физички, туку да стануваме блиски со тие со кои што можеме да ги избереме во мигот. Тоа и придобивка, и слабост, и ризик, кој како ќе го изигра тоа, меѓутоа технологијата не би требало да го надомести физичкото присуство, а ова во вториот дел Марија Зара е нешто што е ризик, што може да ни се случи ако не зборуваме со тие што се најблиску до нас. Так. А љубовта е опасна работа, дали е во телефон или е во живо, речи си е ист престапот. Да, и фасцинантно беше колку самата таа воопшто не се ни грижеше што буквално целото семејство знаела дека таа се допишува со друг човек, а воопшто не како нема- да не сакаше ни да го сокрие Да, тоа. Марија Зара не се чувствува виновна, ниту се чувствува дека прави некаков престап, бидејќи таа физички е сето време дома. Но за престап физичкото е само еден мал сегмент, престапот е многу поширок. Од тоа таа е престапничка. Да. И еве зборуваме за љубовта. Што според вас е љубовта? Што за вас значи љубовта и дали е променета во ова денешно време во кое живееме? Нијанси се во прашање, секое време носи своји начини на манифестација и на дескрипција на љубовта. Љубовта е вечна тема. Преку тоа што се обидов да го раскажам за љубовта, можеби тоа е само основниот слој, всушност во суштината се надевам дека засега ми многу по не подлабоки, бидејќи не постои ништо подлабоко од љубовта, меѓутоа пошироки општествени контексти. Значи љубовта не како состојба меѓу двајца, туку љубовта како состојба меѓу повеќе заедници. Тоа е она што не движи напред, тоа е она што не враќа назад, значи еден код на постоење во нашето време и еве на еден подруг начин му се навратив на тоа што не прави да бидеме луѓе. Апсолутно. И вие во оваа книга љубовта од повеќе аспекти ја третирате и тоа, како што спомнав и претходно, навистина со една извонредна моќ на раскажување и на пренесување на самото дејство. Ако се согласувате, ви прочитала еден дел од книгата. Благодарам. Ако го сакаш, ќе му простиш. Е новата реченица во твојот сон што постојано го сонуваш. Понекогаш ја изговара Джейми Оливер, понекогаш Рудолф ван Бин, понекогаш Габриеле Спонза, понекогаш, ама мошно е ретко, некој готвач што не го познаваш, ама знаеш дека е познат. Само не си му обрнала доволно внимание на телевизија. Цела недела по свадбата не сте излезени од станот со Владко. Срам ви е. Од себе, од сите. Срам ви е и еден од друг. Срам ви е и од родителите, од колегите, од пријателите од конјичкиот клуб, од учителот по гитара. Не зборувате ништо, не се ни подгледнувате, не спиете заедно, не водите љубов, одделно нарачувате храна, одделно ја јадете. Тој во спалната соба, ти на шанкот во кујната. Родителите не ви звонат, не им звоните ниту вие, ниту никому. Ова е дел од
третиот дел за третата Марија, Марија Деспотовска Солев, која што буквално на незината свадба дознава дека незиниот сопруг ја изневерува. И ете, почетокот на овој дел што го прочитав е, ако го сакаш, ке му простиш. Па возможно ли е да се прости невеста? Тоа ме интересираше и наративно во целиот роман. Тоа се лични избори. Христијанството не учи дека се можеме да простиме, меѓутоа простувањето е многу комплексна категорија и не постои правило дали треба или не треба, кој како чувствува. Јас мислам дека, така го пишував третиот дел, нели, во корелација со филмот за кој што зборував, дека ова Марија нема да му прости на својот Владко, нема да му го прости неверството и дека љубовта се повлекува пред лутината, пред осудата за неверството. Убаво би било сите да можеме да простиме, но не сум сигурна дека сите луѓе сме подготвени да простиме такво нешто. Да, и многу интересно што ова не е феминистички роман, туку ова е буквално роман за љубовта. Вие не одбирате ниту страна, раскажувате и за жените и за мажите, нели, во самиот роман. Многу ми е драго што го слушам ова, бидејќи кога јас сум жена писателка, Три Марии се вика романот, жена ме промовираше, женски актерки чита и се плашев да не пратиме погрешна некоја порака. Не мислам на феминизмот како на погрешно нешто, меѓутоа мислам дека мене тоа во овој текст не ме интересираше. Ме интересираа други подлабоки врски. Иако се расправам, да кажам вака, улично, колоквијално со жени, сепак мажите се многу битни во овој роман, бидејќи ништо не постои само со жени или само со мажи, дека заедништвото помеѓу нив ме интересира. Феминизмот во ваков контекст, во смисла карикирано речено, кој дома е пооптоварен, дали жените се оптоварени со домашни работи, а мажите само читаат весници и телевизија, ми е нешто што не ми е возбудливо раскажувачки, бидејќи суштинските врски меѓу мажите и жените ме интересираат. Мојата покојна мајка знаеше да каже, жените се машка работа, а мажите се женска работа. Јас длабоко верувам во тоа и се надевам дека мојот роман женски е за мажите всушност. Многу интересно и многу убаво срочено. А Оливера, исто така ја спомнавме асоциацијата со Јаневски, но исто така е фасцинатно дека дури и на полиците на едниот стан во самата книга, на една од полиците има и книгата Две Марии, токму од Славко Јаневски, дека сите три Марии кога се јавуваат да го изнемуваат станот, токму од Славко. Така што и на тој начин го имате поврзано. Уште еден клуч нели за заокружување на Славко Јаневски, еден небрежен детаљ што вие, Марија, сте го забележале. Значи во станот што се издава само на едно место во романот пишува, во некој шпајс влегува Марија Зара и гледа едно чудо исти романи, повеќе примероци од Две Марии. Тоа е една филмска постапка што ми се види дека е симпатична, да биде во романот и уште еднаш, вака како поклонение раскажувачко на Славко Јаневски, дека е присуден секаде на сите нивоа. А вие во една прилика исто така, Оливера, изјавивте дека меѓу првите кои што ги читале вашите романи се и Оливера Николовска. Па каква беше вашата релација со неа? Јас сум многу почестена што имав убава книжевна врска со Оливера Николова и навистина ми беше чест што ги читаше моите книги во ракопис. Имав огромна среќа што и Три Марии Оливера Николова го прочита и тоа многу ми значи, тоа не многу брзо пред незиното заминување од овој свет. Си дозволив една реченица од незиниот опширен мејл по повод читањето на Три Марии во ракопис да ја ставам и на корицата. Оливера Николова е нашата книжевна мајка. Мислам дека е најдобрата писателка што ја имала овој јазик и не знам дали повторно ќе имаме можност за таква личност. Многу сум пишувала за Оливера Николова, мислам дека сите треба да пишуваме, но ви кажувам, лично сум почестена што ете имав и едно книжевно пријателство, односно читање во ракопис, што е во нашата професија нешто свето. Бидејќи Оливера Николова беше исклучителен читател, како и исклучителен автор, исклучителен човек. Така што ова е нашето збогување, дури се прашувам понекогаш како ќе се продолжи да се пишува, знаејќи дека Оливера Николова нема да не чита. Така, да. Какви се првичните реакции од читателите? Што допира до вас? Ете, јас ви го кажав моето мислење, навистина сум одушевена и пред
да го направиме ова интервју кога се слушавме, кога се видовме, буквално во еден здив се чита ова книга, но си реков дека треба и повторно да се препрочита. Не е само читање за еднаш оваа. Ви благодарам овој комплимент за мене. Убави се реакциите. Книгата, како што е вообичаено во нашата практика, блиските пријатели веќе ја имаат прочитано, но и обичните читатели стигнуваат до мене реакции. Многу сум задоволна. Има луѓе кои што велат дека е многу различен романот од моите претходни книги. Има луѓе кои што велат дека нашле траги од моите претходни книги. Јас првично кога решив да го пишувам овој роман, си мечтав дека ќе пишувам нешто сосем различно од тоа што сум го пишувала досега. Не знам дали е возможно, веројатно не е возможно, но во дадена фаза од пишувањето сватив дека сепак сакам да ги поврзам сакам да го поврзам овој роман со тоа што претходно сум го работела, да фрлам вака метафорично кажано некои графчиња, што луѓето што го знаат моето творештво може да го пронајде тоа. Така што во вториот дел еден од ликовите, односно Марија Зара, е всушност внука на еден лик од мојот претходен роман Б. Се трудев тоа да не значи ништо за тие што не го знаат мојот претходен роман, но тие што го знаат мојот претходен роман можеби ќе се поднасмеат, оти јас би сакала да прочитам роман во кој што ќе најдем врска со претходен некој, така што Марија Зара. Направено, да, значи да не пречи за тие што не знаат, но да ги насмеам, да ги одушевам тие што знаат. Марија Зара е внук на една Алинка, еден многу битен лик во мојот претходен роман, на пример. Но тоа сакав да биде малку, да биде минорно. Значи не пишувам исто нешто што продолжува, но ете некои расфрлани графчиња за наоѓање. Апсолутно интересно. Оливера, вие сте уредничка во Арс Ламина публикации. Кои дела ви оставиле посебен впечаток и какви теми генерално сакате да читате? Арс Ламина е голем издавач. Јас сум една од уредничките што учествуваме во програмата во издавањето на книгите. Работам еден сегмент со време на книжевност македонска и регионална. Работам и за возрастни и за деца. Понекогаш мислам дека за писател е многу лошо да работи како уредник. Понекогаш мислам дека е многу добро. Значи зависи од пристапот и од моментните чувства. Постојаното читање на туѓи книги е многу важно и за пишувањето, бидејќи апсолутно не верувам дека е возможно да се пишува ако не се чита. Читањето е темелот на нештата. И сега, знаете како, ако читате цел ден и продолжите понатаму нешто што морате во наводници, бидејќи сте уредник, средувате туѓи текстови, со истата апаратура треба да продолжите и попладне да читате што сакате друго или пак да пишувате. Таа промена на диоптрија не би требало да има промена и јас се трудам исто да гледам на едното и на другото, да бидам објективна колку што можам, колку што сум за туѓите текстови, толку и за сопствениот. Но тоа се тешки предизвици. Како и да е, сметам дека е благослов што работам во издаваштво, бидејќи јас во оваа област се чувствувам дома и само во оваа област. Така. И еве при крајот на разговорот би ве прашала за позицијата на македонскиот јазик. Колку всушност умееме да си го цениме јазикот, колку го надоградуваме, го потребуваме правилно? Јас сум и лектор во македонски јазик и не сум задоволна од општата состојба на јазикот, ниту во медиумите, ниту во пишаните текстови на крајот од краиштата, дури ниту во книжевноста. Што малку поразително звучи, бидејќи лекторите се тие кои што не треба да ги коригираат на базично школско ниво писателите, туку да црпат нови решенија од писателите. Малку се изместија тие работи. Јас се надевам, сакам да верувам, дека ќе се подобрат работите со Законот за македонски јазик, со лектори во институции секаде каде што треба, но нешто сакам како апел да го кажам, особено до колегите писатели. Писател да се потпира на елементарен правопис, да чека лектор да му прочита, сметам дека е первертирање на ситуациите, бидејќи лекторите не се учителки. Правописот на едно базично ниво се учи во основно училиште, а лекторот е нешто што треба да придонесе за многу други нешта, освен за елементарен правопис. Тие промени на очекувањата, значи учителките да чекаме да бидат наши втори мајки да ги воспитуваат нашите деца е погрешно. Од лекторот да очекуваме да не ги среди големите и малите букви во правопис, тоа треба да направи учителка во основно училиште. Значи, поместувањето на обврските и очекувањата во општеството доведуваат до лош резултат, до лош јазик. Мораме да го чуваме оти
немаме друга татковина, како што вели Блаже Конески, освен јазикот. Јазикот сме ние. И треба да го негуваме, како што спомнавте, и е Апсолутно. правилно. Оливера, за крај, каде може публиката да си ја купи новата ваша книга, новиот роман? Тримари е издание на Арс Либрис, на Арс Ламина, нашите книжарници Литература МК, во Скопје има повеќе, има и во внатрешноста, значи може да се купи во сите книжарници на литература, може и да се купи електронски, мислам дека е достапен, така што доволна е само желба. Така, и одличен повод што нашите гледачи да прочитаат овој викенд. Ви благодарам. А јас ви благодарам и вам за овој прекрасен разговор. Ми беше чест. И мене, благодарам, Марија. До некој следно видување за убави поводи. И само пред да го завршам разговорот, би сакала да ве прашам, подготвувате ли нешто ново, пишувате ли нешто ново, можете ли да ни откриете нешто? Да, сакав да направам мала пауза од пишувањето за возрастни, по повеќе години, наскоро ќе имам книга за деца, сликовница, која што се вика Зорки и Цветка, ќе биде за саемот на книгата. Ја работевме заедно со една исклучителна илустраторка, Лукомска, Наталија Лукомска. Отлично. Така што, еве, да одмориме од книгите за возрастни со една, се надевам, интересна книга за деца. Тоа ќе биде навистина одлично да се прочита секако за нашите деца, а јас искрено со нетрпение чекам и ваш некој нов роман за возраст. Благодарам, ќе биде веројатно. Ви посакувам многу инспирации понатака, почитувани гледачи, Тримари. Нека биде романот што можеби ќе сакате да го прочитате овој викенд, а јас тука и ќе ви се заблагодарам што бевте заедно со нас и изминатите минути во неделниот микс. Секако зборуваме за култура со фантастични гости. Се надевам дека убавата енергија ви ја пренесовме и вам. До следниот викенд, бидете живи и здрави и останете со програмата на Телевизија 24. Пријатно!